Крај на 50 годишната мака, наречена септички јами во штипската населба Македонка. Денес таму почна да се гради фекална канализација. Вкупната инвестиција за овој проект е 4 милиона денари, кои што половина од нив се обезбедени од општина Штип, а другата половина преку форумските сесии и проектот форуми во заедницата. Целосно реконструкција ќе се направи на постоечката фекална канализација, вкупната должина околу 2 до 3.000 метра, значи на фекална канализација. Истата ќе биде приклучена во колекторскиот систем на општина Штип. Со децении наназад, канализацијата беше истакнувана како најголем проблем на овдешните жители. Секоја недела доаѓа за испумпување. Сите канализации, сите шахти беа затнати се. Тоа беше најголем проблем. Ако почнат овие да се направат, да се среде тоа, малку другче ќе биде. Покажуваме порано, а сега веќе почнува да се реновира. Почисто ќе биде и нема да имаме проблеми со одводот. Јас седам таму доле, тоа е стара церква и 50, не знам, и доат очистите, после 5 дена па се затне. И тоа имаше многу проблеми. Сега вие се, мислам, подсевки големи, па белки ќе бие подобро. Изградбата на канализацијата во Македонка почна денес, а би требало да заврши за 60 дена. Дополнително, општината и ИСАР канализации ќе градат секаде онаму каде што ги нема. Балканска веќе заврши проектна документација и ние веќе од понеделник започнуваме и таму со работа. Тоа ќе биде на трошок на општина Штип, јавното предпријатие ИСАР и дел ќе учествуваат и самите жители на населба Балканска. Општина Штип планира да направи нов проект за канализационен систем во населба Караорман. Значи со ова општина Штип ќе ги поврати, ќе ги обезбеди со канализационен систем, нов канализационен систем, сите населби, приградски населби во општина Штип. Проценките се дека на територијата на општина Штип има околу 200 септички јами, од кои едва 3% се изградени според стандардите. Сите останати се потенцијална опасност и за оние што ги користат и за околината. За да се избегнат проблеми, ИСАР врши бесплатно чистење на јамите секаде онаму каде што е потребно.